Добро вечер, почитувани. Јас сум Јадранка Костова, а вие сте на вистинската фреквенција 1 телевизија. Во овој дел од отвореното студио дебатираме на темата или дилемата дали се потребни предвремени парламентарни избори во пакет со претседателските, но и кои се прогнозите за изборната трка за претседател на државата. Во отвореното студио имам тројца колеги, новинари, тоа се Зоран Димитровски, Ана Пановска и Љубиша Николовски. Добро вечер на сите. Добро вечер. Тоа е нашата тема, но јас морам најпрвин да побарам кус коментар за она што се случи денеска во Грција. Таму е изгласан договорот од Преспа, впечатлив настап сношти на премиерот Ципрас. Кус коментар за да имаме потоа да се посветиме на нашава тема. Жоро? Па, мислам дека тоа беше очекувано, иако имаше структури нели во Грција и во Македонија кои што сакаа да се случи нешто обратно, во Грција да не успее процесот. Оние тврдокорните во Македонија се надеваа на грчката опозиција дека ќе го спречи целиот процес, меѓутоа ова беше пред се еден геополитички процес за безбедноста на регионот, за мир во регионот, за интеграција на Македонија во НАТО. И второ, процес во кој во еден историски момент се најдоа две храбри влади да го решат тој 30 годишен спор. Беше навистина неизбежно тоа да се случи сега. Ке видиме како ќе течат работите понатаму, меѓутоа тоа е оценката крупни чекори сте направени. Ана? Па сте направени историски чекори, тоа сака некој да го признае или не, тоа е факт. Поготово на Балканов, таква работа да се случи малку е ексклузивитет. Нормално се очекуваше тоа, мислам, целата меѓународна заедница беше веќе вградена во оваа работа. Нормално имаше и од кај нас специјални луѓе за тоа да го направат. Мене ме изненади можда до некаде Ципрас. Дури го игнорирам целото тоа што постоеше со неговата изјава. Просто ме потреса. Да, она дека модржа, јас би рекла, историска лекција по историја на комунистите, на грчките комунисти. Македонско национално малцинство, што му се случило. И така да тоа е исто еден историски момент. Башка од целината на овој договор. Добро е што се случи, требаше навистина многу храброст од двете страни. Може би навистина беше тоа замислено од меѓународната заедница, но требаше се најдат луѓе кои што тоа ќе го истуркаат до крај. Значи се погодија сите коцки што речени. Но остана дилемата се кој е преданик, кој не е. Онда што говореше опозицијата во Грција, излегува дека сме во право што го сме го направиле. Тоа веројатно уште ќе се. Јас обично велам некако како на шведски стол, секој си зима што му одговара. Опозицијата наша која критикува, ќе се повика на некоја изјава на Ципрас. СДС кога го брани договорот, ќе се повика на изјава на Мицотакис нели за предавството на Грција, а исто и во Грција. Такви се вообичаено тие компромисни договори. Така. Минуваме на нашава тема. Попладнево вечерва одржува состанок седници Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз. Таму треба да е колегата Игор Стефановски. Дали може да го вклучиме од режија, дали го имаме на линија или да почнеме? Да, еве гледам. Игор, се слушаме? Да, Јадранка, се слушаме. Пред малку заврши извршниот одбор на СДСМ внатре во партијата, а се уште не е пристигнал претседателот на СДСМ, односно премиерот Зоран Заев, тука во партиското седиште на Бихачка, за да стартува и централниот одбор на СДСМ, на кој се очекува да се стави на НАСА имињата за кандидатите за претседател на државата во пресред на изборите за претседател на Република Македонија. Паралелно на МАСА ќе се стави и можноста, односно барањето на опозицијската партија ВМРО ДПМН, кој побара всушност вонредни предвремени парламентарни избори, и меѓу другото ќе се зборува и за градоначалник на 3 општини, како што се Охрид, Дебар и Новосело. Тоа како последни информации се дека
веќе тргнал од Солун кон Скопје, откако авионот од Давос со македонската делегација не слета на скопскиот аеродром, туку беше принудено да слета на аеродромот во Солун. Тоа што го знаеме како информација дека пред да почне централниот одбор нема, пред да дојде премиерот Заев, нема да почне централниот одбор на СДСМ. И јас тука ќе се одевам, гледам дека голем дел од медиумите се подготвуваат за изјава, па да видиме што ќе се случува. Јадранка? Да вклучиме понатаму, ќе имаме вклучување и во дневникот од 20 часот. Благодарам за сега. Прогнозите, Жоро како главен уредник и во Фокус, ке што сме заедно, денеска малку и полемизиравме треба ли во предвремени парламентарни избори или не треба. Ставот е дека треба на Жоро. Зошто е да објасниш, за да развиеме дебата. Ние во Фокус имаме дебати. Да, јас лично сметам дека треба, и тоа од причини кога се во прашање интересите на граѓаните и на државата, а не интересите на партиите. Што знаеме дека партиите во принцип имаат интерес да останат на власт, нели? Или да ја продолжат власта. Меѓутоа, во овој конкретен миг, нас не се поклопуваат нели неколку работи. Прво треба да сметам дека по ваков историски процес треба граѓаните да се изјаснат, затоа што имаше уставни промени во државата, на крајот на криштата имаше една амнестија која што не беше пречекана како што треба, нели, и од поддржувачите на оваа власт. Тоа е едниот момент. Вториот момент кој што мислам дека е многу важен исто така е ние гледаме дека опозицијата која повика на предвремени избори, гледаме дека зад неа се уште стои одредени конци влече бегалецот во Будимпешта. И сметам дека таа структура, тоа раководство е инфицирано и се уште не може да се ослободи од тој товар. Можноста тие да се вратат на власт, јас немам проблем одредена десница да се врати на власт ако ги почитува нели сите оние демократски стандарди и така натаму. Тебе десницата би била поблиска по идеолошки сум бил близок до таа структура. Меѓутоа сметам дека тоа раководство на ВМРО-ДПМН се уште ги негува недемократските и авторитарни стандарди на популизам и сметам дека било каква можност во 2020 тие да дојдат на власт ќе значи уназадување за Република Македонија во контекст на нивната нереформираност. Но што ќе промени, какви резултати? Што би променило ако имаме парламентарни? Ако имаме парламентарни избори, затоа што вела дека има повеќе... Мојата теза е дека они сепак вака така на овој начин, сомнителен или не, но направија реформско мнозинство. Реформско, 80 гласа. Значи вака, имаме неколку реформски закони кои што се уште треба да се донесат во контекст на европските интеграции. Нели, да добиеме датум за преговори. Меѓутоа, тие реформски закони остануваат за судовите, нешто за државната администрација, нешто за безбедносните служби. Тие може да се донесат во текот на февруари и евентуално изборите да се распишат во март, затоа што 60 дена се. Друго, сметам дека датумот за избори, кој што е една од пречките наводно која се споменува дека нема да ни додели Европа датум ако си играме со избори. Добро, ние играки така ќе имаме избори. Ова беше многу крупен процес и дека Македонија, прво реформите не може она да ги заврши за неколку месеци за да добие датум. Може само да ги донесе законите. И сметам дека тоа ќе биде толерирано од Брисел и дека ќе го добиеме датумот за првата конференција во ноември. Од друга страна, нели, има аргументи дека економијата во Македонија и така натаму ќе патела, дека граѓаните ќе пателе. Видовме владата најави голем проект со патиштата и така натаму, сето тоа од буџетот што се финансира ќе врви, а економијата во Македонија може да добие странски инвестиции со влезот во НАТО, а не заради тоа дали има или нема избори. Затоа мислам дека многу аргументи има во корист на нова изборна трка. Твојата проценка е дека повторно Заев ќе ги добие, ќе има мнозинство за правење влада, тоа. Особено мислам дека е неизбежно доколку има и консензуален председателски кандидат, доколку има и договор со ДУИ, можеби елементарно за поддршка ако не за заеднички изборни листи, дека е многу сериозни се шансите за победа на владеачката коалиција. Така, Ана? Ја знаеш дека имам спротивно мислење, мислам дека избори сега не ни требаат воопшто и тука сум уште го ќе чуеме љубична да мина женски категорична. И тоа мислам за разлика од Жоро, мислам дека тоа не е во корист на граѓаните, иако тој мисли дека во корист на граѓаните. Тоа е буквално во корист на партиите. Следејќи си ги рейтинзите, си мислат дека сега му е мајката, сега може да
одиме на избори, добро се котираат, И па какви рейтинзи прават кога двете партии се добро надделат? сега, да речеме, на побед? втората партија е незначајна за случајов на предвремени избори. Нема мнозинство, не може да го распушти парламентот. Мислите на ДУИ? Молам? Мислите на ДУИ? Не, мислам на ВМРО. На ВМРО, ДПМН. Тие може да бараат и да прават, меѓутоа мнозинството е тоа што ќе оцени дали ќе оди на предвремени Треба да избори имаме или не. предвид дека и ДУИ е против. Да. Да, Дуи- Но денес Добро. со смани изјави, доколку СДСМ одлучи, ние ќе се Да, придружиме. ќе се добро. приклучат. Добро. Тоа е, мислам, натрешна игра, како да речем. Сега вака да ги видиме работиве дали во државава сега треба избори, знаеме што значат во сегде избори. Поготово кај нас. Тоа е толку едно кошмарен период. Но ние Анак имаме избори, Ќе председателски. имаме, меѓутоа малку ни треба една стабилизација. Друго е председателски избори, по еден кандидат. Ке се концентрира работата ова се накрева цела република. Но исти теми ќе доминираат. И овде Кај ќе нас има имаме локални избори. битка со на исти. патриоти и предавници, повторно ќе имаме секогаш таа битка. Дефинитивно, меѓутоа, сега да речеме еден збор, дека ако пропаднат председателските избори, појпи ќе не важи. Не е битно. Ќе биде Тала Џафери привремено, па ќе се организираме. Значи, нема таков потрес за државата да стане. Ако целото граѓанство се покрене за една изборна голема кампања, имаме две клучни прашања кои што воопшто не покажуваат каков исход ќе дадат изборите. Моја проценка е дека тоа ќе биде пата-пата. Големо накревање за околу ништо. Затоа што вие имате граѓани кои што ја продадовте државата, држне да ваму си таму си, ќе си одат со таа теза до даска. Овие ќе одат со тезата дека ние бевме храбри, ние донесовме историски договори, така натаму. Меѓутоа, обичниот човек повеќе таа историска димензија, таа светска работа што се направи, не сакаат баш многу да ја чујат, повеќе сакаат ова. Вие го дадовте името, вие идентитетот, уште плюс работи кои што... Вие мислите дека постои опасност за промена на власта? Тоа е идеја, тоа ви... Па не постои. Па ќе биде како... Што знам, како да... Горе-долу... Како април. Како април ќе биде. Проценката е дека горе-долу ќе биде исти број на пратеници. Исто ќе биде и па сега ние, па ова, па она. Мислам дека не треба толкави Таламбаси. Ајде да турбуленции. Така мислам. Лично мислам дека не треба да има паралелно парламентарни председателски избори, дека тоа е пат во непознато или пат во исто. По познато, она што се случи пред 2 години во декември 2016 година, се слагам дека, предпоставувам дека резултатите ќе бидат безмалку исти и тоа ништо нема да промени, дури со 1-2 разлика да има. Во обратна насока или во ист. Тоа ще комбинаторите ПДП, ДУИ, односно ДУИ и другите партии како ќе коалицираат, ќе има многу пазарење и мислам дека Македонија ќе изгуби добар дел и со председателските избори што е пола година отиде. Но за партиите мислам дека провокацијата не е мала. Четврток беше проблем председателот Така, на државата. Иванов не го даваше мандатот на мнозинството. Но мислам дека е во социјалдемократскиот сојуз е во голема дилема, бидејќи провокацијата за една партија не е мала да се оди на избори. Мислам дека имаат и причини зашто можеби ќе прифатат на избори, а тоа е затоа што 2 години и пол до сега им поминаа, како да речеме, во една голема идеја што ја завршија, меѓутоа од реформите и од економијата не направија ништо. Нити им треба дополнително време, дополнителни 2 години кои би се многу важни. А со овие избори, ако ги направат, може да ги добијат. Тука се согласувам. Не, Жоро е многу право. Ако ги истуркаат реформскиве закони... Не може толку брзо. Секако ќе се фати, ние се кампањите ќе почнат, ништо не може да направи. Има законите се влезени во процедура. Може дури во договор со ВМРО да помене. Жоро, антикорупцијските закони. Економијата е друго. Тие ветија многу економски раст, што ќе го осетат граѓаните. А конкретните потези се трето. Едно е тоа, затоа што они сакаат. Не е само тоа, сакаат секојдневни работи, оставите ги законите на Добивката од предвремени избори, според мене, ќе значи силен потрес доколку СДСМ и ДУИ можат да формираат влада и да победат повторно. Ќе значи силен потрес во опозицијата и
дефинитивен пораст на ретроградните сили на популизмот. Ова е интересна теза, Во спротивно, со председателски избори, на кои што Жоро, би ти навијаш да победил... изгуби опозицијата, тоа ли Не, ти тезата? апсолутно. Дај Боже да Јас има не избори навивам. да ги Јас не сотребе навивам. овие вобороци. Не, апсолутно не. Па не ме слушаш. Затоа Јас да ти ја сваќам јас поентата. навивам да изгуби режимот кој што се уште вампирот со од избори може Будимпешта, За да се глава реформира полец партија, за десницата вампирот во од Не Будимпешта. можно само со избори, За- па нека се реформираат Ама на партиски. апсолутно нема да се реформираат надпартиски ако Христијан Мицковски не изгуби сериозни избори. А зошто тоа Загубата- Христијан Мицковски запиња за избори? Од каде е он сигурен дека ќе добие 65 пратеника? Тоа нема да се случи ни за 100 години во Македонија. Затоа Тоа е голема затоа што лутрија на моли Мицковски. Бога да не ги добие изборите. Ако не ги добие, што? Моли Бога да не ги добие изборите, затоа што мисли дека владата нема да распише избори. Меѓутоа, Христијан Мицковски со она што го покажа досега, покажа дека е послушник на структурата која што ја води Позадинска. партијата, Тоа е позадинската ред. структура. Тоа се слагам дека така, тоа очигледно. Таа политика, значи, јас немам проблем со нивниот став, да речеме, за спорот за името, или со нивниот став за некои други крупни процеси, како што е албанскиот јазик, затоа што знам дека тоа ќе важи само до предвремен, до изборите. Утре, кога би дошла на власт, ќе направат коалиција и со ДУИ, и со, ако треба со другите, и ќе ги почитуваат и Ако законите. сакаат тие. Доколку сакаат се тоа. разбира. Меѓутоа, начинот на кој што таа структура владае, тие се претворија во радикална десница. Значи не е нешто што е мејнстрим во Европа, туку оние најекстремните десничарски партии. Додека не го напушта тој екстремен десничарски дискурс, сметам дека за Македонија и за граѓаните на Македонија е опасно да се врати таква структура на власт. Он Тоа смета, е значи, аргумент. со други зборови, дека единствено поразот на парламентарни избори ќе придонесе За реформи во ВМРО-ДПМН. да, за модерна десница. А, Тоа не, е. да. Ама не правиме- ќе ја Но- жртвуваме цела држава. Да, за да луѓе, правиме избори, за да падне Мицковски. Мицковски, мислам, Не е да тоа се добро. разбереме се председателски Не за парламентарни да падне избори. Мицковски, за да друго. докажеме не ме разбирате. Да. Туку за Јас да те не ни се врати преведувам, во ами мене не ме 2020 година разбирате. режим. Вие сакате да ни се врати А не популистички очекувате ли? недемократски режим. Ајде, Јас очекувам, Не е затоа што битно дали она ние што го сакаме или зборуваш- не сакаме, ние не збориме што ние сакаме кој да остане на власт. Жоро, Ние- а ако изгуби ние мислиме дека правиме кандидатот избори за за да председател падне на Мицковски. ВМРО-ДПМН, веќе изгуби тој. Сметаш дека тоа Сметам нема да дека тоа не е покрене доволен пораз, затоа што тоа ќе биде пораз. Нема во ВМРО да со се структура- покренат реакции Ќе се покрена, но за недоволно, промени. но недоволно затоа што кандидатот на СДСМ, односно на владеачките партии, ќе победи со помош на многу албански гласови. И тоа ќе биде доволен, тоа уште повеќе ќе ги запали само тврдокорните структури во ВМРО-ДПМН и оние околу опозицијата, да речат дека вистинската политика е да продолжиме со Жоро, во тврдокорниот Македонија никој став. не изгубил на избори. Точно. Во која смисла? Секој Во секоја удира, смисла. удира Секој- своја математика. Да. Победивме овде, победивме онде, ние најмногу граѓаните Не, на друго гласа, е. не формиравме влада, Друго е и прашање. Вие дојде- мислите дека не постои опасност во Македонија да се врати недемократски режим? Постои. Видите, Значи, ако мислите дека не Жоро, постои таква опасност, Постои. тогаш Али има една друга работа. Оно што, по мое, бара сега избори и самите СДСМ не веруваат во себе. Ако сакаат они сега да одат на избори, тоа значи дека тие не веруваат дека до година на редовните парламентарни избори ќе испорачаат резултати. па апсолутно вие ги знаете Ако бројките тоа какви се. не, ако тоа е така, Вие мислите дека за година и пол дека ќе има некои драматични економски резултати? па нема, Па, затоа и ако затоа се и мислат запне, во може СДС да има, идат не на Нема мора- избори. да има драматични економски Не, резултати. Ќе има некакви, можеби, тука и таму некои подобрувања во некои области. Малку време. Меѓутоа, ако се каптира неразположението заради продажбата на името, условно речено, Да. заради јазикот, и ако тоа остане нерешено на политичката сцена на голем напревар, а тоа може да се случи сега, или евентуално до крајот на годината на некои нови предвремени избори, тогаш сметам дека тоа ќе експлодира во 2020 во декември и ќе експлодира на многу лош начин, каде што ќе постои можност за реставрација на Значи, режимот. ако немаат капацитет, зборам за СДСМ, ако нема капацитет за, бидејќи пројде доста време, За година и пол ќе направат нешто што не направиле за 2,5. Па добро да речеме дека се веќе во некоја форма пред старт. Ајде, дека вежбале. И така да го речам со спортски јазик. Дека малце се набилдале во овој период и дека ќе нагазат здраво и дека на редовните избори нешто ќе испорачаат. А ако тоа не се случи,
Нека ни се врати режим. Ајде малку околу прогнозите за Па, добро. председателските. Во ВМРО ДПМН нели се пријави Владко Ѓорчев дека Да. ќе учествува на конгресот кој ќе избираат кандидат. Во СДСМ се вртат неколку имиња. Постојано се збори со дуи заеднички кандидат. Како ви изгледа ситуацијата на овој план или што е смешно толку ли беше? Не, смешно е затоа што значи само да кажам, јас го раздвојувам моето мислење лично дека не треба, а да сум член на било која партија, особено на владачката која што одлучува, би ги земал во предвид опциите да имаме избори, бидејќи тоа што го збори Жоро не е без врска. Значи, партиските интереси се многу важни затоа што идат паралелно со тоа што како програма за државата и за граѓаните го смислиле. Ако они како партија немаат време да испорачаат нешто, значи они би изгубиле Па нека изгубат. општество за сите, економски развој, тогаш Ќе се трансформира. значи ние ќе изгубиме нешто што ни ветеле. Нив им треба време. Меѓутоа мене ми е по-нејасен Мицковски, да речеме. Мене ми звучи како пиарот на Бранко Црвенковски да му го води пиарот на Мицковски. Ајде, Никола искочи на избори. Ајде, заедно избори. И Бранко 2 пати или 3 пати му продолжуваше мандатот на Груевски. 10 години владеевме заради тоа. Ако има таков дил, онда добро, нека искочат на избори, па нека добијат уште 2 години. Кандидатите што ги предлагаат едните и другите, Се вртат имиња, сега вртат нели уште имиња. не избрале, но им е многу важно, бидејќи знаеме дека цензусот за избор на председател само ако одиме со председателски избори може и да не се постигне ако немаат граѓаните кандидат и кај едниот и кај другиот што ќе повлече. А се покажува дека не влечат, затоа што таа функција не им е интересна, не им е битна и ја занемарува. мислиш дека ВМРО ДПМН Апсолутно. повторно би одела на бојкот? Но што ќе добие? не. Они ќе сака да се проверат и со тоа, Ама веројатно. Георги Иванов не може да продолжи да биде председател. Мислам во тој случај што за добива жал нивна. Крал да го Затоа велам направи. тој пиар на ВМРО ми не е јасен. Но ако нема таков кандидат и од двете страни кој што ќе предизвика битка на двете заинтересирани граѓанства, тоа е логично и СДС и ВМРО да мислат на председателство, на парламентарни избори, бидејќи тие повлекуваат. Дали се сметаш случува. дека треба партиите да одат со партиски кандидат, член на партијата на ВМРО ДПМН или СДСМ, бидејќи и кај ВМРО се вртат некои имиња кои нели Се едно е, Јадранка, битно е да е личност која ќе стане председател, ќе биде личност која што ги почитува законот, правилата, демократски и граѓаните. Од која сака нека партија нека дое, да не биде некој, како да кажеме, едно мало човече кое што ќе биде у функција на лидерот на партијата. Јас не председател ни треба. преферирам строго партиски човек. И тоа од најблиското, да речеме, окружение на Функционерите врвот. на Да, функционерите, не. Мислам дека треба да се одбере левичарски или како да го речем кандидат со таква провинјенција. А ВМРО Што- исто сметаш таков? Со левица. Не, Со десничарски. ВМРО тешко дека ќе извади таков кандидат, оти нивното гласачко тело бара така по-строго, да речем, партиски стегнато. Ама Георги Иванов не беше на па не првите бе- председателски избори Да, не беше. врзан за ВМРО ДПМН, нели? А излезе Го врза. по партиски функционер од Ама не сме направиле добра проценка од оние со што беа него. партиски. Сега оние што се споменуваат како имиња во ВМРО ДПМН се сепак имиња интегритет никогаш не бил Ѓорѓе Иванов. кои што биле нешто и во политиката. Никој. Да речеме сега се споменуваат неколку имиња во ВМРО ДПМН, на пример професорката Силјановска, професорот Саво Климовски му го мереле рейтингот. Гледаме Владко Ѓорчев, гледаме Славевски. и Трајко Славевски, значи сите тие се луѓе што биле во политиката некогаш. Да речеме, Саво Климовски бил председател на собрание, нели така натаму. Ама од да. Демократска Професорка Силјановска алтернативна била тупурка, министер да, на да. времето. Сакам да Од кажам, значи кај се тоа либералите политички на- имиња. добрите кадри во Мојата теза Имаат искуство, имаат. Мојата теза е дека при изборот на кандидат за председател треба да се внимава на тоа што ни се случи со да не бираме луѓе што немале никаков политички стаж. Таков беше Ѓорѓе Иванов. Значи избравме еден професор од факултет кој што бил познат, да речеме, во одредени интелектуални структури, меѓутоа никогаш не се занимавал со политика. Сметам дека занимавањето со политика, посебно председателската функција, која е највисока функција во државата, треба да се избере личност која има политички опит.
Затоа што меѓу другото и почитувањето на уставот, комуникацијата со политичките партии, легитимитетот што го добива од граѓаните, гледаме 40% треба да излезе, нели, граѓани, е многу важен за личноста која се избира да не биде само, нели, класично партиски поддржана. Тоа е предуслов, кај нас без политичките партии, нели, не може да изберете кандидат. Видовме два случаја на едни избори кога Љубе Бошковски се кандидираше и Имер Селмани на тие избори, се сеќавате, без некоја широка поддршка на крупните партии. И не успеа, добија одреден број на гласање, меѓутоа не успеа. Добро, ама спрема каква што е функцијата кај нас според уставот сегашна на претседателот, мислам дека е најконфликтно нешто во сета работа тој цензус. А толкав цензус да се определи за избор, а нема некои преголеми ингеренции. Партиите секоја си тера своја политика. Цензусот е премногу голем за функција со такви ингеренции. Не. Јас сум на Едноставно ние имаме парламентарен систем. со идеја дека мислам дека е подобро собранието да го избира председателот со двотретинско мнозинство. Или да се избира без цензус. Или да се избира без цензус. Да, но еве, јас прв пат видов сега кога се усогласија ова ВМРО ДПМН и СДСМ за избор на гувернер. Да. И директорот на ОТА. Да. Значи, може. Може. Во тој случај ќе се избираат личности кои, нели, нема да асоцираат само на една Тоа подразбира, нели, партиска. промена на уставот и Да, знам дека е, но треба да се дебатира и за тоа понатаму. Сега не, нормално да не не може. Па добро, Паѓаме во цензусот нешто го свенија, толку- цензусот на Малија исто беше проблем, така да може би беше тој 50 Беше прво, 50, 40, меѓутоа 40% е многу. И Отиде тоа е човечко видовме право на- на тоа, зошто бркаме на сила нешто као демократски принцип на непосредно изјаснување. Но 30% проблемот е секогаш, нели, исклучено. каков тип на ингеренција има функцијата председател. Ние гледаме дека во нашиот уставен систем, на како што е поставен, нели, председателот, прво уставот е направен во времето на Киро Глигоров, малку е tailor-made за Киро Глигоров, се сеќаваме. Каде што навистина тој беше, нели, можеби и оспоруван од некој, меѓутоа беше со најголем рейтинг меѓу граѓаните и на некој начин се сметаше за татко на нацијата и од тие Тој имаше причини 001. да, и од тие причини имаше Ама и тој водеше сметка. И со создаден е плюсот устав за да се направи одреден баланс во извршната власт. Не, во брешната политика, во безбедносните служби, армијата и така натаму. Но се покажа во минатово дека, да речеме низ некои случаи, особено последниот Иванов, дека таа власт може и да се злоупотреби. Таа функција може и да се Оваа злоупотреби. идеја, нели, ДУИ и СДСМ да имаат заеднички кандидат. Какви се вашите анализи за ваков еден предлог? Ја, мене ми се прифатливи. Тие идеи ми се прифатливи. Се злоупотребува таа приказна консензуален кандидат. Јас не велам Консензуален, еве гледаме дека не може да биде консензуален помеѓу македонци и албанци, затоа што има македонци што нема да застанат за него, има албанци, еве и села нели ќе има свој кандидат, така што етнички консензуален не може. Ама меѓутоа може политички консензуален, во смисла на тоа да На таков, мислам, не на етнички. Да, дуи да биде прифатлив за дел, нели, од гласачите албанци, кои што се дуи, се разбира со некаков левичарски и така натаму светоглед, од друга страна да биде нели од прифатлив за СДСМ. Јас се согласувам со Ана дека не би одел со строго партиски кандидат. Не би одел апсолутно со строго. Али со ова што го дополни се провлекува со искуство политичко, да. Се провлекува и она идеја кон жена за време е да добиеме жена за председател, како тоа звучи? Па ние немаме црнце. Немаме црнец, имаме албанци, имаме турци, роми. Мислам дека тај дуи не е лоша идеја. И тука може компромисот да се бара, една софт варијанта на пеглање на остриците околу тоа дали е албанец, дали е македонец, дали е доволно левичар или десничар. Кај жените има една друга рационалност, друг пристап, без разлика од која провиненција доаѓа, ако најдат таква, но предпочитам да Ама не... има доста тврдокорни жени. Ама Има, еве затоа рекоме да не е Каракамишева, директно- на пример, е жена. Кој?
Каракамишо. Па да може не мислев на тие на кои што мислите вие. Па значи не е само улога, има услово да бидеш жена. Жоро, има фоторобот, можеби. Да, Можеби фоторобот. фоторобот. Ајде мислам. фоторобот. Ајде фоторобот. Мислам Каков дека председател и треба на Македонија после Ѓорѓе Иванов? една Ова е паметна жена последен која дел. што има делумно искуство во политиката, но би сакал да има еден научен бекграунд за да може добро да ги чита и да ги прочитува законите, бидејќи пред се тој ќе биде задача и би сакал да биде таков тип на председател. Иницијалите да ги Јас да преферирам председател што ќе има на 60 години. Значи, не преферирам председател што е помлад од 60. Само е построги критериуми од Аристотел. Он викаше над 50. Многу. Мислам Построги дека критериуми. особено многу добри фаци што се подковани за таа работа, ќе ги изгориме доколку ги фрлиме во председателската. Иако еве помладата сад избраа генерација. председател 70 години, така што Доналд Трамп. Значи тоа не мора да значи дека староста може да биде не мудрост. староста. Доналд Трамп ќе дојде и ќе се замине од председателската и чао. Па добро, ама ќе добие мене еден би ми мандат, било бил. жал, доколку да речеме некој од Како Владко Ѓорчев на 40 младите, години, например. така да е. На 40 години. Баш за Владко Ѓорчев нема да ми биде жал, меѓутоа за некој друг по име и презиме би ми било жал. Но еве затоа имавме што и Бранко ќе поминат Црвенковски тие. некоја најмладиот пензионер, Да, нели? ма што, каде е тој човек? Значи не би изгорела, сакам да кажам сега, ова е сериозно. Со партиите не би изгорела млад човек за кандидат за председател. Млад човек за мене е некде 45, до 50, до 50. 40, најмногу Над до 50. 55 веќе не е Не, што. не. Знаете да толку млад. Над во 50. Значи во книга таа ги кај смисла ќе му право. ја упропастат иднината и кариерата. Добро, тоа значи дека Оливер Спасовски и Радмила Шекириска, они се млади за председател. По паѓат, по мое. Да, они Жоро, се Јас млади. секој пат имам Ние тоа ќе се врземе вечно да гледаме едни исти луѓе од како сме се родиле до крај тие луѓе. Министри, председатели, мислам во ред е да бидат малку постари. Затоа што како да кажеш, од 40 години ако станеш председател, после што треба да бидеш? колку друго? тебе бе може да бидат? После Се не тоа, да не ама, ги кажувам. Генерален годините. секретар на Обединените нации. Да. Каде ќе одат тие луѓе после 40 години? Ние ме тапкаме во место. Треба да Едни има исти луѓе, да. некој конфликт, па Сајдо Свенц да иде да решава негде у светот. Така, ја ви благодарам што бевте гости на во отвореното студио на 1 ТВ. Малку и подоцна почнав, не завршуваме некоја минута пред 20 часот, бидејќи следува дневникот и јас треба да преминам од таа страна, таму И ние Да треба дојдеме и ти ние таму. благодариме. Додуша он може да води, јас го пуштав да води дневник.